Докторски титули, функции, кариерни достигнувања, покажување машкост за бранење на уставот, па дури и татковството искористени како аргументи од одбраната на обвинетите за 27 април. На денешното рочиште се бранеа пратениците кои ги отворија вратите, предводниците на протестот и останатите обвинети за крвавиот упад во собранието. Адвокатот на Александар Василевски Нинџа, Оливер Воксановиќ, одбраната ја темели на тврдењето дека неговиот клиент не бил во собранието. Ќе докажеме во доказна постапка дека Александар Василевски во тој период пиел кафе и уживал во ресторанот Дион и кафулето Тренд, зашто може да има проблем само со неговата сопруга, а никако со државата за насилно рушење на уставниот поредок. Адвокатот Сашо Јанев го бранеше обвинетиот Игор Јук со тврдење дека тој не носел пиштол и со образложение дека машкоста го водела во побудите да го брани уставот. Мојот клиент ми одговори дека срамота е маж од 120 килограми, патриот, да стои и да гледа како бабе и дедовци влегуваат да го бранат уставот и ми одговори дека нема да можел да се погледне во огледало, доколку на 27 април не влезел со толпата во собранието за да го брани уставот. Пратеникот Крсто Муковски, кој ги отвори собраниските врати, повторно во аргументацијата го потенцираше фактот дека е татко на 4 малолетни деца. На рочиштето беше побарано Благоја Василевски да биде повикан како сведок. Тој беше обезбедувач на Никола Груевски на службениот пат во Виена на крвавиот 27 април. Еден од назначените адвокати пак се откажа од одбраната затоа што немал доволно време да ја подготви. Јас не можам да бидам соучесник во еден процес каде што еднаквоста на оружјата и сите принципи цивилизацијски за заштита на човекови права се кршат. И од таа причина денеска јас го отповикав моето полномошно на мојот клиент и сметам дека судот прави една страшна грешка. Денешното рочиште е трето продолжение на судењето за крвавиот упад во собранието, за кој се обвинети 31 лице. Евентуалниот нарачател на упадот не е дел од обвинителниот акт.